civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Дистрикт Цивил прес студио, интервју на Зоран Иванов со Сеат Ризвановиќ. Сеат Ризвановиќ, новинар, репортер, телевизијски водител, уредник, главен уредник, аналитичар, полемичар, самостен, тивок, ненаметлив, а темелен, истраен, објективен и влијателен. Израсна во еден од попознатите македонски телевизијски новинари, главно на теми од нашето внатрешно политичко секојдневие, но и за состојбите во регионот, за интересите и влијанието на големите и моќните во него, но и за глобалните светски стратегиски геополитики. Ова со настаните во Украина, со руската војна интервенција на оваа земја, или окупација, или интервенција, ќе побараме дефиниција од Ризвановиќ, исто така негов актуелен новинарски и аналитички фах. Сеат Ризвановиќ, добре дојдете во дистрикт на Цивил прес студио. Да, добро да ве најдов прв пат тука. Убаво се чувствувам. Последната вест следите Украина, утрово има ли нешто ново? Па последните вести се дека продолжуваат борбите, продолжуваат утрово што слушнав гранатирање на дел од цивилните градови, имало гранатирање во Харков, нови цивилни жртви за жал. И денот, некако неделата почнува понеделнички со влијание од оние вчерашни вести дека руската и украинската страна кажале дека има некаков позитивен напредок во преговорите, или како што вели украинскиот министер, има поголемо разбирање од конструктивен приод од руската страна, што може би дава надеж дека овие страшни слики при се страдани на цивилите. Ке зборуваме и подолу и пошироко, но во една реченица сега на Путин може ли да му дојде веќе преку глава, бидејќи цела Полска практично офатена со огина, не може да се контролира таа теорија, историски е докажано. Цела Украина. Никој не успел, цела Украина, цела територија, реков, на Украина е покриена со действија. Колку долго може да се издржи на тоа и кој е ефектот? Видите, тоа е сега колку долго теоретски може долго. Русија има ресурси, не е проблем, барем воени ресурси, ми се чини дека тие се непрегледни, неограничени се практично, има колку сака и луѓе и техника што може да се употребуваат или жртвуваат, но ми се чини дека врз Путин исто така се зголемува притисокот, не само од војната интервенција која не оди баш по план како што треба да оди, не само од жртвите кои ги трпи, туку и од економските санкции од Запад, од влошената економска состојба дома во Русија, како што гледаме прилично лошо сега станува со повлекувањето на странските компании пред се, така да секој ден е зголемен притисок и врз него. Можно ли е надвор од НАТО на Запад, да речем, да му пукне филмот и сепак да преземат некои воени действија, упади на територијата на Украина, ако ова трае со месеци? Не, ми се чини не, дека НАТО ќе остане на ставот кој што го кажа, дека војно нема да интервенира. НАТО нема директно на никој начин да се меша во конфликтот, бидејќи НАТО сака да го и Соединетите американски држави да го избегнат тој директен судир НАТО-Русија. Тоа сака да се измени по секоја цена. Ако трае предолго, нели Украина цела и како држава и како народ и како членка интегрална нели на Обединетите нации изложена на пропаст, на дневна хаварија? Да, тоа е за жал уште една трагедија во тоа ќе биде само уште една трагедија во Украина, во светската историја. Изневерена од страна на Америка пред се. Па не знам сега што би дефинирале по тоа изневерена. Тоа се различни, тоа се легитимни аспирации сега на земјите и легитимни аспирации на земјите во поглед на нивните интереси. Значи тука имаме студирање на два легитимни интереси. Студирање на легитимниот интерес на Русија за заштита на својата безбедност, за неширење на НАТО до незините граници како војна организација. Тука, но не беше загрозена со ништо, погото не воено. Не беше, да, ќе навлеземе во тоа. Тоа е некоја латентна опасност, нели? Да, се разбира дека не е, ќе може да дебатираме за тоа, но сепак е легитимен интерес за кој може да се дебатира, може да се разговара. И ми се чини дека во последно време тие аргументи на председателот Путин и со последните интервјуа што ги даде и последното на CBS што беше, дека некако тие аргументи почнаа да продираат и на Запад. Не зборувам сега за тие десничарски организации, туку и кај генерално кај аналитичарите. Позната е онаа колумна на Кисинџер од 2014, кај што тој вели дека Украина не треба да влезе во НАТО. Од друга страна го имаме легитимниот интерес на државите да членуваат каде сакаат.
Тоа е волјата на нивниот народ, на мнозинството. Сите тие држави кои влегле во НАТО и кои влегле во ЕУ, сакале таму да влезат. Исто како што и ние сме сакале. И сега, разбирате, тоа е прашањето дали е Украина изневерена. Украина сака да оди на запад. Украина не сака да оди со Русија и тоа е покажано и во поглед и на изборите, и во поглед на анкетите, и на јавните мислења. И тука сега Така и бекалциве секој ден тоа го покажуваат правецот е на запад. Тоа се разбира, да. Нешто малку на исток, но ајде да се вратиме сега на почетокот. Околу дефиницијата ја спомнав нешто во најавата. Ова е интервенција, окупација, упад, се уште термините има ли дефиниција што всушност значи влегувањето на руската војска на територијата на Украина? Технички, воено-технички, како сакате, се работи за класичен напад на една суверена држава врз друга. Значи, тука нема дилеми. Мислам дека никој нема дилеми. На ненајавена војна, може така да се каже? Па и ненајавена војна, и каква и да е, тоа е сепак, значи, напад од една држава врз друга суверена држава. Тоа е, значи, терминолошки воен напад, онака сега, ако зборуваме малце идеолошки, е агресија, но е класична агресија од една земја врз друга. Значи, тоа е она што Русија го вели на некој начин превентивна, специјална војна, за они да се одбранат од некакви идни можни закани, кои сега не постојат, но за кои е претпоставено дека може да се случат. Значи, тоа е небулозно тврдење, некакво, значи, сега напаѓаме за да се одбраниме за 10 или 15 години, се работи за класичен напад, упад во територија на друга земја. Агресија класична. Значи, ова е кршење на И окупација, може да се каже? Окупација е секаде каде што се руските војници на територија на Украина, тој дел е окупиран од руска војска, значи окупиран од друга држава. Видите, Украина не е некоја земја која е со недефиниран статус. Тоа не е Косово, не е Тајван. Украина е земја членка на Обединетите нации, членка на ОПСЕ. Ниту Осетија и Јужна Осетија, значи земја за која е признаена и од страна на Русија дури во тие граници. Тоа не е спорно ништо. Значи, тоа е класична агресија, напад и сега окупација. Така. За мотивите ќе се вратам уште еднаш. Околу безбедноста, да, НАТО се приближува на исток, на руските граници. Русија, испоред ова што го спомнавте, интервјуто на Путин реагира токму заради таа опасност. Реагира со деценији. Точно ли се тие, Ризвановиќ, информациите за 2014 договорот во Минск, дека е даден збор или е на хартија ставено дека НАТО нема да се шири? Нема такво нешто, дека е на хартија ставено. Значи, Русија најмногу се повикува на некакво ветување дадено од американската администрација на времето на Горбачов, 93-та, ми се чини, година, од тогашниот американски државен секретар Бейкер, ми се чини, бил, дека во Джеймс Бейкер, дека во тие разговори со Горбачов, он тоа устно му го кажа. Тоа не постои написмено никаде, не е напишано, не е ставено на хартија, не е ниту политика на НАТО и Тоа значи не е прекршен никаков договор. Па не постои таков договор. Кога спомнав и се извинувам, во интервјута на Путин токму го има тоа. Кога Путин зборува и новинарот му вика вака: "А каде тоа НАТО се обврзало да не се шири на исток?" И он вика: "Па да, тоа е наша грешка што не ги ставаме работите на хартија. За воиднина, значи ќе го поправиме таа." Затоа пред почетокот на кризата во Украина Русија прати еден предлог договор до Западот, до НАТО, на хартија ставен, во кој НАТО ќе се обврза да не се шири и да се демилитаризираат сите земји кои се влезени во НАТО после 1997 година. Значи Русија сега официјално тоа го побара на хартија. Тоа НАТО, тој предлог НАТО го игнорираше или го одби? Па беше одбиен. Ова е последица на тоа одбивање, без да се седне да се разговара, да може да се каже дека е лошо изменаџирано? Па тој е повод, Зоран, тој е повод искористен веројатно од Русија, бидејќи они ги направија сите тие чекори превентивно за да направат една атмосфера за да имаат услови за напад. Дали може да се насети, кога реков и на почетокот во прашањето дали може да ја изневерија Украина западните сили и Америка пред се, дали може ја навлекоа ситуацијата западните сили или тешко е тоа да се насети? Тоа е бидејќи многу често беше најавувано дека ќе влезе руската армија, негирае руската страна, негираше. Да. И сепак влегоа.
Но тоа го најуваше Западот. Да, Значи, да. САД и НАТО. Прашањето ми е дали можеби Запад знае дека ова ќе се случи и дека дозволија тоа да се случи, не ја навлекува Русија на некои разговори, преговори околу. Знаете како, дека знаеа, Не ја знаеа. демотивираја да влезе во Украина. Дека знаеа. Они, значи, тоа го кажува јасно. Мислам, ова е прв пат во историја толку јасно да кажува, значи стратегијата на Соединетите американски држави прв пат беше јавно да ги споделуваат разузнавачките податоци од ден во ден. И кажуваа, нели, ќе нападне утре во толку часот, задутре во среда, па се смееа на тоа од руското министерство. Захарова велеше, кажете ми кога ќе нападнат да не одам на одмор и така натаму. Се карикираше тоа, но дефинитивно знае. Тоа не е спорно. Прашањето ми е И се закануваа со имаше ли санкции. можност САД да преземе некои активности на дипломатски план, како што тоа се обидоа Франција, Германија и некои други европски земји, да Па биде они- поагресивна во тој дел дипломатскиот? Па имаше ако се Или малку пуштија, ако треба нека влезе Русија малку да ја ослаби. Ако се па да сеќаваш видиме на- на сметка на украинскиот народ и на украинската држава. Ако се сеќаваш на средбата Путин-Бајден, имаше средба Путин-Бајден, нели, токму пред нападот. Видите, сега тоа е веќе прашање што можело Западот да направи, дали можеле повеќе, дали помалце, но јас би кажал друга работа, дека и дали ја навлекле Украина, дали искористиле, тоа веќе прашање на дебата, на анализа, но ја би кажал друго, дека според Јас моја се искрено мислење, прашувам затоа што оваа тема некако малку е присутна, а верувам дека кога ова се ќе заврши, како ќе заврши ќе видиме, нели? Очекувам и ти некоја прогноза при крајот да ни дадеш. Оваа тема ќе се отвори сепак. да, ќе се отвори, но според моје мислење, војната во Украина дефинитивно повеќе му одговара на Западот отколку на Русија. Тоа е факт. И тоа, значи, факт. Мислам дека е факт, доколку направиме една површна анализа, дека повеќе му одговара. Значи, прво, НАТО. НАТО стана организација која го изгуби значењето. Реално. Значи, бидејќи уште од распадот на Советскиот сојуз почнаа дебатите зошто постои НАТО, против кого? Против Русија, Русија која е таму некаде, која не прави ништо, може би ги чачка соседите, Грузија, нешто таму, Азербејџан, Арменија. Кавказот за вас, Балканот за нас, во таја смисла. Да, но не е реална закана сега за како што бил Советскиот сојуз. НАТО почна да го губи геополитичкото значење. Нешто како невладина стана. Па да, еве видите кај нас у регионот сите влеговме во НАТО. И сега од кого ние сме загрозени кога сите сме во НАТО, нели? Буквално. И така стана цела Европа. Па пробаа да го редефинираат НАТО во смисла да опасност од Да хибридни закани. да вулгаризирам, на НАТО му требаше конечно закачка некоја. На НАТО му требаше за да се соберат воено. На НАТО му требаше причина да постои прво. Значи прво ти треба причина да постоиш. Зошто постоиш? Значи Северно-Атлантска војна организација, Северно-Атлантска, значи таа е дефинирана околу Атлантикот. НАТО не е ни дефиниран за Кина. НАТО нема никаква врска со Кина и со Пацификот. НАТО е за Европа и за Америка одбрана. Значи се знае дека Русија е тука. И на НАТО му треба причина прво да постои. Второ, ако се сетиш, Доналд Трамп 4 години се караше со Ангела Меркел за војниот буџет на Германија. Ми го зема Значи, зборот, бараше, Трамп беше анти-НАТО практично, сега Бајден ја зајакнува таа позиција на па НАТО. Трамп беше генерално. антинато, но бараше поише да се Кога троши велам за НАТО. Анти-НАТО, на тоа мислам дека баш Да. не му беше многу Да, но инсистираше повеќе да се биде троши фин за со НАТО. своите партнери. Трамп викаше нема ние да ви ја плаќаме одбраната, вие сте богати држави, платете. 4 години со Меркел, Трамп се караше, Германија да го качи војниот буџет, да ги постигне тие 2% декларирани за НАТО од БДП. Германија не сакаше. Така и да подсетиме и евровојската Америка ја стопираше. Не дозволи на европејци да направат своја. Да. И таа евровојска е друга приказна. Тоа е, мислам дека повеќе е килава работа во Европска унија, кој што не може за ништо да се договорат, а камоли војска напред. Не успеа. Значи, они дојдеа се сеќаш до навреди, па се вреѓаа, па тоа прекинаа дипломатски комуникации, па се караше после со Макрон навлезе во војна. Откако почна руската инвазија на Украина, за 3 дена Германија, Олаф Шолц ја донесе таа одлука. НАТО се собра. И ја викам, значи, она што Трамп не можеше да го направи за 4 години, Путин го направи за 3 дена. Потоа, Прашањето значи ми беше Путин со помош на Бајден или Путин сам? Кога велам со помош во наводници. Па тоа е многу тешко сега да се процени. Не знаеме што се за завесата се случувало. Доколку го следиме интересите, јас дефинитивно мислам дека ова на Западот му требаше да се инсистирам на собере, да се хомогенизира. Така, Ризвановиќ, инсистирам на ова, бидејќи се уште е ладнокрвна и Америка и Европа во однос на тоа што на теренот се случува.
скоро 2 милиони и повеќе веќе бегалци излегоа од таа држава, иако е голема 45 милиони. Градови се рушат, стамени објекти се рушат, страдаат луѓе, жени, деца. Во таа смисла е кога велам ладнокрвна. И тоа на територија на Европа. трае. Значи на територија на Европа. Значи ова е прв ваков судир кај што една земја суверена напаѓа друга суверена земја во Европа после Втората светска војна. Ова е значи уништување на цела таа безбедносна архитектура направена после Втората светска војна. Значи ова не е ни Африка, ни Азија, туку Европа. Сега можеме да шпекулираме. Ја би кажал дека им одговара, но видите за интервенција на НАТО или зборуваме сега за војна интервенција или еве ова да забранат летови над Украина. Не треба да забораваме дека Русија е нуклеарна сила. Сепак, каква? Таква, дали војската им е сега покажува слаби перформанси или не конвенционалната војска, тоа е помалку битно во основа на фактот дека е нуклеарна сила. Имам прашање околу тоа слаби, силни, имаат гафови воени и така, не е задвадена Киев освен. За тоа малку подолу ме интересира сега отколу мотивите, уште еднаш ќе се вратам, терминот на денацификација. И само уште ова сакам да кажам. И руската нуклеарна стратегија за тоа за војно одвраќање, така им се нарекуваат нивните нуклеарни сили за одвраќање, предвидува доколку дека тие може да бидат употребени единствено во случај доколку руската држава биде загрозена. И тоа е така оставено недефинирано што значи руската држава да биде загрозена, дека тоа не мора да значи само напад на руска територија. Значи нив им е така дефинирано, има една поширока дефиниција, значи доколку НАТО војно интервенира во Украина, многу се зголема опасноста од нуклеарен судир. А знаеме што значи тоа. Малку е нелогично сега да прашам кои би биле евентуално првите цели на размена на атомско оружје, да сепак не страдаат многу луѓе, но да дадат сигнали едните и другите и запад и исток. Но ќе го оставиме тоа за некоја друга прилика. Спомнав околу мотивот на Москва, многу често се вадеа со тоа дека сакаат и нацизмот да го трнат од Украина, теза која многу не држи после толку години. Тој го има секаде и ќе го имало, веројатно. Но дали бил тој во Украина во таква мера, за да влезе таква армада, толкова војска, за да некаква идеологија да уништи, па после го сменија со лаборатории некакви. Тоа Кина го кажа, не го кажа Москва. Кинеското министерство за надворешни го кажа за лаборатории. Они го извадија како тема. Нацификацијата многу се користи како аргумент од Русија во пропагандни цели во поглед на Украина и така ги оправдуваат и интервенциите во Донбас и во Лугас и во Донецк и одземањето на Крим од Украина и тоа е се врз база на тоа што навистина во Украина постои еден, да речеме, неонацистички покрет кој бил инкорпориран дули и во вооружените сили во тој фамозен Азов батальон, но Украина тврди дека уште од 2014-2015 тогаш дека тие единици се исчистени од тие десничарски елементи, неонацистички какви да се, или бели супремацисти, дека се исчистени, дека батальонот Азов одамна е исчистен од тие елементи. Па и руската страна има такви паравојски. Има такви паравојски, сакам да кажам, такви нацистички покрети постојат и во Русија. Значи ја сега со едно пребарување на YouTube ќе ви извадам неонацисти од Русија колку сакам. И разноразни движења по големи или помали во Европа секаде. Во Украина има една партија која настапи на избори, која не е отворено неонацистичка, но на некој начин ги застапува тие десничарски ставови. Крајната десница. Таа партија освои околу 1 или 1,5% избор. Значи тој толку е нацистичкиот аргумент потенцијално да скокнеме од Украина. Украина. И да не заборавиме најважно, Зеленски е евреј. Значи вие толку е апсурдно да зборувате за денацификација на Украина кога претседателот на Украина е евреј, избран на избори. Значи мнозинството украинци гласало за евреј, а вие тврдите дека таа земја е нацистичка. Да, таа теза сега се компензира со лабораториите, но на некој начин веројатно. Околу разни анализи, и новинари, и аналитичари, и воени експерти, и геостратези, нешто Балканот знаа да го спомнат во овој контекст сега. Па да, Балканот и пред да биде Украина, пред да почне војната, Балканот, или поточно кажам на Босна и Херцеговина најмногу, Косово во втор план, беа спомнати како две најопасни точки во Европа во тој момент, најпогодни за дестабилизација, а и двете точки на некој начин е замешано руско масло. Во Украина сега го релативизира тоа или опасноста се зајакнува за Балканот, еве конкретно за Босна, Српска крајна и наетот на
српското лоби во рамките на Босна? Не, опасноста за Балканот се намалува сушто со Украина. Бидејќи Украина го подигна алармот кај западните сили и кај НАТО пред се. Па прво што направија во Босна е што прати нови 500 припадници на ЕУФОР. Веднаш, за да тамо да ја стабилизираат. И веднаш гледаме дека во последните месеци изјавите на Додик се сосема диаметрално различни. Омекнаа сосема, да. Вучич гледаме дека не му е воопшто сеедно, значи онака народски кажано се поти на секоја пресконференција кога зборува за запад и за исток, веќе он не е толку комотен сега да седи на две столици. Гледаме дека западот од него бара да се одлучи. Така, ајде се вратиме на Украина. Која е крајната цел? Што може Москва да постигне со ова? До кога може да трае интервенцијата? Што ќе седнат утре на зелена маса? Значи, крајната цел е... Дали ќе ја делат или ќе остане Украина унитарна во рамките на Обединетите нации? Тоа ми е клучното прашање. Крајната цел е флуидна, они влегоа со едни оперативни цели, не ги исполнија, значи се уште не исполнија ниту една од оперативните цели, 17-18 дена од инвазијата. Слушам тоа, зошто се бројат денови? Требаше за 2 дена да падне Украина на колена? Па требаше Од каде таа прогноза? Во сите тие анализи кои ги прават, значи добри војни стручњаци, се предвидуваат дека ваква кампања треба да биде брза и треба првичните цели да ги постигнеш брзо и ефективно, доколку сакаш да победиш. Инаку подоцна ти се вовлекуваш во подолготрајна војна, се вовлекуваш, можеш да правиш работи кои претходно не си сакал да ги правиш. Се јавува герила, веројатно. Русија напаѓа и цивилни цели гаѓа, значи на некој начин е изнудена сега Москва, влегува во војна, ослободување за освојување на градови. И тоа е неминовно. Значи тоа никој не го сака. Секој ден трпат жртви, трпат економски санкции, економски последици. Нормално е дека сака брзо да го реши. Како е во Украина проруското расположение? Можна ли некоја граѓанска војна која ќе стиша ова, да се развие некој нов бран сега? Тоа е вториот факт што русите се изненадени во Украина, што освен тие нивни области кај што се руси или баш руско население, они се изненадени од отпорот на проруските украинци кои досега биле. Они очекувале дека кога ќе влезат во Харков или кога ќе влезат во Мариупол, ќе бидат пречекани со цвеќиња, но тоа не се случува. Во сите градови кои они ги освојуваат и кои ги освоја и тие на југот помали грачиња, но и не толку мали, доживеа граѓански отпор. Луѓето масовно излегуваат со украински знамиња, им пеат улице на војниците, им велат одите од тука, вие сте тука окупатори. И они се шокирани од тука. Пред се војниците. Они сведочат, велат, нас ни кажаа друга работа кога влеговме, сега вика, тука влегуваме, не гледаат како окупатори, ни вела да си одиме. И, значи, нив исто така ги изненади таа реакција. Кои се гафовите на руската армија? Каде таа потфрли? Таа потфрли на многу начини, пред се во логистиката, тоа има стара полка, уште од војната во Грузија, 2008 година, и сега им се повторува. Значи, буквално руските... Што значи логистика? Не ги снабдуваат доволно единиците со храна, со гориво, со медицинска заштита, со... Нив им напредуваат сега, да речеме, оклопните единици напред, тенкови оклопни транспортери, и некаде застануваат. Значи, они не предвидуваат, немаат добар ланец на логистика да ги снабдеваат тие единици за да може да напредуваат брзо и ефективно. Понатаму, иако Путин тврди дека употребуваат само професионална војска, па потоа призна дека не е само професионална, рече сега ќе направиме истрага, зашто таму има регрути. Од овие видеа што ги гледаме каде што украинците заробуваат руски војници, тоа многу, стотици. Значи, досега невидено во еден вака современ конфликт толку да се заробат војници на една модерна армија, тоа се претежно регрути, тоа се млади деца по 18-19 години, кои поима немаат кај дошле и што дошле. Трета болка е што русите не го употребуваат војното воздухопловство многу малку, недоволно, значи во вакви современи војни конфликти веќе тенкот станува излишно борбено средство. Има предвидување дека во 21 век тенкот ќе биде тотално неважен дел. Ќе повеќе тежи на армијата. Војник поединец или цивил од рамо може да уништи тенк со овие современи оружја, но зошто не употребува авиацијата? Па не употребуваат прво за тоа што очигледно е дека руските авиони и хеликоптери не се доволно модернизирани да може да летаат на доволно високи. Се добра цел, значи. На големи височини за да може да напаѓаат од дистанца. Току мора да летаат ниско.
блиско украинската одбрана, која се уште функционира, внимавајте, тоа е многу битен податок, се уште функционира противвоздушната одбрана на Украина. Тоа значи украинската војска е организирана и функционира. Не функционира, туку шокира што се уште им функционира противвоздушната одбрана, бидејќи тоа требаше да биде уништено во првите денови. Се уште полетуваат украински ловци и хеликоптери, тие малку што им останале, бидејќи 90% им уништено во првиот напад, се уште може да летаат и тоа е шокантно. Има ли канали, има ли можност Запад да дотура оружје? Москва се закани дека ќе бидат цел тие конвои на дотурно оружје како непријателски. Да, Москва се закани, но ми се чини дека капацитетите за гаѓање за контрола и за гаѓање на тие конвои им се прилично ограничени. Они можат повеќе да гаѓаат статични цели, како вчера што е нападнаа таа војната база во Западна Украина, каде што се обучувале странски војници, така барем кажа. Но гаѓање на подвижни цели има ограничен капацитетот, особено што авиацијата не може толку да им лета во Западна Украина, бидејќи овие се уште имаат противвоздушна одбрана, а Западот доставува оружје и него не крие тоа. Значи сите земји декларирано кажаа што прателе, дури и овие балтичките земји пратија оружје, Латвија, Естонија, Литванија. Значи они праќаат доставување оружје. Ја разгорува битката бидејќи го зајакнува отпорот на украинците и на војската украинска, но и на граѓаните веројатно. Да. И тоа ја одолговлекува војната или тоа може да предизвика, да провоцира побрз прекин и седнување на Па види, сега зависи како гледаме на тоа, но сега зависи што сакаме да постигнеме. Ако сакаме Украина да се предаде, не треба да ја доставуваат оружје. Едноставно Москва ќе освои што сака да освои и толку. Но доколку сакаме да им дадеме шанса да се борат, а гледаме дека они сакаат, значи луѓето на Украина сакаат, пружаат отпор. Не сакаат да се предадат. Тоа претпоставува дека конфликтите таму воени ќе продолжат. Ќе продолжат, очигледно, да, ќе продолжат, но ја мислам дека во моментот двете страни се заглавени. По ова ја што го гледам, што се случува на терен, значи и руската и украинската страна се заглавени, и руската и украинската страна во моментов се во неповолна позиција. Значи руската, поради ова што го зборуваме, поради не доволно добро водено и ефикасно војната кампања, каде што тие се на некој начин сега заглавени на некои позиции, поради се поголемото страдање на цивили, јавниот притисок кој се зголемува врз нив. Гледаме дека една Кина е резервирана. Санкциите економски веројатно и така натаму. Санкциите економски, а Украина нормално дека е во неповолна, бидејќи е нападната, тие се под напад во војна. Значи нема ништо добро за нив во оваа приказна. Мислам дека двете страни бараат излезна стратегија, но дека бараат начин на кој нема да бидат поразени двете, јавно барем. Добро, ова ќе заврши војните дејствија кај да е. Што ќе остане после тоа? Како ќе изгледа Украина? Која цел имаше овој упад, агресија, интервенција, како сакате? Јас ќе бидам храбар, ќе кажам едно предвидување, па после нека биде дали сум погодил или не сум погодил, какво ќе биде конечното решение. Мислам дека конечното решение ќе биде целите на Москва ќе бидат задоволени што тоа Украина јавно ќе се декларира како војно неутрална земја, ќе се откаже од членство во НАТО. Иако Украина, да прецизираме, нема ни апликација за членство во НАТО. Украина нема никаков почнато пат кон НАТО формално. Тоа ќе биде оправдување и сатисфакција за Москва. Но ќе го каже тоа, а Зеленски, ако се сеќаваш, го каже тоа првиот ден од упадот. Првиот ден, значи кога почна руската интервенција, он рече тоа не е доволно само таква изјава или не знам декларација дека нема да аплицира во алијансата Украина. Види, во првите денови... Ако беше така, веројатно ќе се повлечеше. Во првите денови интервенцијата ништо тоа не беше доволно, пошто тоа не беше ни руската цел. Руската цел беше да се окупира цела Украина. Да капитулира. Државата. Но како русите ја губат целта од поглед, така ги намалуват и критериумите. И тоа се гледа и во изјавите на Москва. Значи, и тие ги менуваат полека ставовите. Мислам дека крајниот договор ќе биде тоа. Украина јавно ќе се откаже од членство во НАТО како војна неутрална земја. Мислам дека Крим ќе остане нечепнат. Крим е веќе дел од руска територија, завршена приказна. Тама нема ништо. Што станува со Донбас? Мислам дека Донбас на некој начин формално ќе биде дел од украинската држава, нема да биде отцепен, но дека тамо ефективно и суштински нема да има никаква украинска контрола. Тогаш може да констатирам дека Русија е изгубила битката, изгубила војната.
Па Русија ќе каже дека нивните две цели, демилитаризација и денацификација се постигнати. Може ли да одат по рецептот на Косово, бидејќи многу често и Путин се повикуваше, вие ова го правевте, сега ние ова го правиме, тука сме фит-фит, па да побараат референдуми во Донбас, во тие две држави. Па тоа мислам... И тие, како по примерот на Косово, да станат независни и тука Киев да крене раце, може би, во интерес на долгорочен мир, вклучително и ова околу неутралноста на некој начин. Па ова што го кажав ја за Донбас е всушност исто како Косово. Косово е формално се уште дел од Србија, според српскиот устав е дел од Србија. Но и според Обединетите нации е Косово дел од Србија. Може ли Косово да биде цената околу тоа? Косово да стане членка на Обединетите нации и овие две држави да станат исто така членки во еден процес од десетина години. Искрено за тоа не сум размислувал дали може да се направи таква компензација. Дали тоа може на зелена маса да биде цената? Но во тој случај тогаш ќе биде жртвувана Србија за руските интереси во тој случај, ако тоа се случи. Големите сили се големи сили. Така да, тоа е друго веќе прашање дали е така, но јас мислам дека во Украина конкретно дека ова што ти го кажуваш за Косово на некој начин тоа и ќе биде Донбас. Донбас ќе биде некој Косово. Значи они ќе бидат само формално дел од Украина, но суштински ќе бидат независни, како ќе бидат дел од Русија. Они со Русија нема да имаат граница никаква. Што вели Сеат Ризвановиќ о Македонија во НАТО? Се покажува сега како што многу мина сакаат да нагласат поддржувачите на Македонија во НАТО и на Преспанскиот? Или Па јас мислам дека е посебно сега со војниот напад на Русија врз Украина се покажа дека тоа што сме во НАТО е огромна предност. Еве, да не бевме во НАТО. Ние гледаме прво колку сме поларизирани како општество, поларизирани посетелини, политички, етнички. Сега гледаме дека сме страшно поларизирани на про-путиновци и про-украинци. И таа поларизираност сега не се движи баш по истите линии на претходната поделеност. Гледам дека други се поделбите. Тука гледам дека има различна поддршка од разни етнички групи кои се повеќе така поделени. Ќе вулгаризирам малку и во делот на бойкотирачите, па и на цели политички партии, малку се поумерени сега околу темата на Преспанскиот, падна и политички жртви за тоа, нели? Да. Така да, мислам дека НАТО е една добра работа што сега на некој начин ја хомогенизира земјата со сите тие поделби и фракции. Барем од таа страна сме мирни. Вашите прогнози за Србија, ќе мора ли конечно се таму има и избори, не успеа на време да се извлече Вучич, ќе мора сега друга реторика, санкции не воведувам, а не ја поддржувам агресијата. До кога ќе може да лавира? Вучич е во многу тешка ситуација, тој самиот го кажува дека се под страшен притисок, но мислам дека после посетата на германската министерка за надворешни работи пред некој ден, дека на некој начин он сегашната позиција ја обезбеди, со тоа пред се компензира што гласаше во Обединетите нации што ја осуди руската агресија и мислам дека за сега Западот ќе го остави во ваква позиција дека не мора да наметне санкции и сега Вучич најмногу навива за што побрзо да се реши руско-украинскиот конфликт за да се тргне притисокот од него. За тој да излезе од вниманието на јавноста. Ова со Германија главно, па и некои други западноевропски земји со гасот. Нормално се снабдуваат, Русија пушта газ, овие си плаќаат редовно по тие банки што беа амнестирани на некој начин. Кој е коментарот? Што се случи? Добро, сепак интересот е поважа, никој не сака проблем дома. Затоа од почеток инсистирав да на некој начин дали е можеби жртва Украина на таа мимикрија по некојаш политички. Знаеш, Германија е најмногу останатиот дел од Европа, ајде не толку, но Германија најмногу, значи премногу се ослони на еден извор на енергија. Значи таква држава сериозна. Ги откажа свој атомски, таква сериозна држава да не се обидеш да обезбедиш енергетска независност и тоа барем во тој степен колку што можеш, тоа навистина ме зачудува. Ја денес читав изјава на полскиот претседател. Вели, ја за ова ги предупредував германците, им зборев цело време уште кога го правила Јужен тек, па Јужен тек 2. И вика, ја лично со нив им кажував што ќе се случи. Вика, знаете што ми кажа? Абе, тоа е само бизнис, нема врска со политика. Но само бизнис... се види дека и бизнисот и политиката имаат врска со војна.
Ово околу медиумите, вака и како новинар, како уредник, кој став има Ризвановиќ околу овие забрани да не се гледат руски канали, не знам, да се прави селекција, премногу лажни вести, е ли тоа некаква заштита или повеќе штета? Па види, ја не знам сега, тоа е цела една стратегија, одамна нели дебатираме тоа и ние во Фелата, треба ли да се забранат тие, не сега само руските, туку сите оние што шират пропаганда. Фела во Македонија е поделена Да, по тоа поделена, прашање, дали треба да се забранат извори на информирање од каде и да доаѓа. Веројатно ќе се извинувам кај професионалните новинари, затоа што лесно можат да препознаат што е што, каде е кампања почнува, каде завршува вистината, нели? За разлика од луѓето кои не се занимаваат професионално со новинарство. Искрено мислам дека кој е заштитен од... Мислам дека направија поголема штета од едноставна причина што мислам тие руски медиуми како Russia Today, Sputnik немаат толку големо влијание во јавноста за да се оправда нивната забрана. И се направи реклама сега поголема. Да, мислам дека нивната забрана направи многу по-контрапродуктивен ефект отколку тоа што они влијае, да речеме, кај оние луѓе кои не се определени. Тие влијае кај оние што ги гледаат и тие и сега нема да го сменат мислењето. Што и да им покажеш од Украина дека се случува, на нив им е сеедно, дали ќе гледаат на Russia Today или на CNN, така да контрапродуктивна е забраната секако. Позицијата на Путин после ова има ли некаква прогноза дека рускиот народ ќе биде тој поради ова што го доживува, дека ќе тргне од тронот? Доколку ова заврши како што мислам ќе заврши, ти самиот констатираше дека тоа на некој начин е пораз на Русија. Да, тоа ќе биде на некој начин, тоа ќе биде пораз на Русија бидејќи не ги оствариле своите цели зашто влегле во Украина. Дополнително се економски осиромашени, секнати им се изворите на финансирање, они сега треба да се преструктурираат кон Индија и Кина, а таму е сосема друга политика и сосема друга стратегија. Луѓето мислат дека тоа е нешто лесно и добро. Аха, добро, сега таму ќе продаваат, но таму се сосема други услови. Понатаму со повлекувањето на сите западни компании од Русија, тоа е зададен страшен удар на руската економија. Тоа се милиони работни места кои се изгубени преку ноќ, буквално. Одеднаш Русија од ова ќе излезе посиромашна, со уништен меѓународен имидж, со уништен меѓународен углед. И многу интересно, затоа велам компензацијата за се ова што и се случува и ќе се случува и на Русија и на рускиот народ, да биде уште две нови независни држави или територија припоена кон Руската Федерација, вклучително и копнениот пат до Крим. Не, Крим ја не го земам во еден одзор. За копнениот пат до таму. Да, само е во таа прашањето смисла, што стратегиски да речеме, тоа беше целта историски и Русија тоа го доби, Да. а тоа е жртвата. Дали тоа може да го извади и Путин и воопшто оваа актуелна видите, политичка и воена машинерија? Што и да се случи на крај, Путин со помош на својата пропаганда, тоа што и да се случи ќе го претвори како победа. И тој ќе тврди дека тоа е победа. И тука нема збор, но тој влезе да заземе територија, ако тоа не му се случи. Но лесно е, нема Зоран, победа. барем ние на Балканот знаеме колку е лесно поразите да се претворат во победи и да создаваме митови од порази, тоа не е ништо спорно. И тоа ќе го направи он. Во Русија забрането да се зборува за војна, за интервенција. Русија формално не е навлезена во Украина, што да кажеме друго. Ако ние не сме ја нападнале Украина. Ако било планирано неколку дена да биде Па не, сега тоа е вулгаризирано, не е неколку дена. Но може ли да се прогнозира дека еве до крај на март да се заврши, конечно при крај на март да седнат на маса да... Види, состојбата на преговарачката маса прво се решава на терен. Они за тоа се обидуваат сега на теренот да обезбедат што подобра позиција. Украинците да дадат што поголем отпор. Овие да освојат што поише, да... бидејќи тогаш ќе имаш подобри преговарачки позиции. И, значи Русија да го освоеше Киев и Харков кој што планираше, можеше да преговара буквално за што сака потоа. Со Зеленски или без Зеленски. Сега се други. Они ќе се обидат, јас мислам сепак, за жал, да го освојат Киев и тоа ќе се случува во наредниот период, многу брзо. Ќе се обидат да направат еден напад на Киев. Тоа значи Киев ќе биде разрушен практично. Ќе видиме колку ќе имаат капацитети да го направат тоа. Според сега ова што го гледаме, значи не им оди толку добро опколувањето на Киев, но сепак како што кажав, Русија има воени капацитети, може и да го сравни со земја, може сите градови да ги сравни со земја. Тоа не е воопшто спорно, тоа не треба да се сомневаме. Не, затоа што украинската страна и ден денеска тврди дека
Киев нема да го дадат по ни една цена. Но да украинците падне. се многу добро укопани таму, многу добро. Имаат и во меѓувреме мобилизираа многу нови војници, мобилизираа нови единици, добро се снабдени со противтенковски и противавионско оружје, она што е најбитно. Значи они нанесуваат многу поголема штета на противникот него противникот на нив и таа ќе биде крвава, тешка. Ајде, со надеж дека се ќе заврши брзо, во смисла да не страдаат веќе луѓе, да престанат Тоа е луѓето најважно. да ги напуштат своите домови. Сеат Ризвановиќ, каде натаму со новинарството? Останувате во редакциите, во телевизија 24, може би некој прелет во некоја државна институција, тоа е малку мода, тренд последно време меѓу новинарите. Да, модерно, Може би во модерно, некоја партија политичка. Не, ниту Која е институција. визијата твоја лична за од сега натаму? Мојата лична визија за сега Може би воен коментатор некаде, не? Па тоа би сакал искрено, зашто да не? Тоа бидејќи кога нешто сакаш да правиш, тоа би го прифатил со задоволство. Останувам во новинарството, тоа е дефинитивно. Институција немам ниту план, Ако дојде покана, тогаш ќе се размислува. Да, искрено немам ни преголема желба со институција, вака да го кажам тоа јавно. Не сум се гледал некако во таа позиција, во таква една фиксна средина. Што се однесува до ова, останувам за сега во новинарството. Мене ми е само, значи, доколку излезам од новинарството, ќе излезам во сосема друга област која нема врска ниту со пиар, ниту со новинарство, ќе биде нешто трето. Тогаш тие прашања ќе бидат за тогаш. Да. Дистрикт Цивил прес студио, Сеат Ризвановиќ, ви благодарам. Благодарам на вас. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.